Почитувани, Стево Пендаровски е класичен пример за матрицата на заевизмот. Знае дека повторно губи и од сега бара алиби за поразот. И тоа со толку навредлива лага, што таа се израмнува и со терминот стока, што тој го употребува кога збори за граѓаните. Тоа што Пендаровски е фотографиран од граѓаните како лаже и му е прикажуваат дволичноста, за него тоа се странски служби. Фатен во лага, фатен во лажна скромност, тој без трошка срам обвинува за следење од странски служби. Низ Скопје го следеле служби и го виделе во Југо, го запреле, му дале да вози современ автомобил и го фотографирале за да го дискредитираат. Ете тоа, почитувани, во тоа ве убедува Стево Пендаровски, кој што сака да биде председател на Република Македонија. Внимавајте, кандидат на власт во втор обид да биде заштитник на криминалот и на заевизмот, фатен во лага како наместо Југо вози автомобил неколкукратно поскап, тој се обидува, внимавајте, и обвинува дека бил следен од странски служби, и тоа во корист на опозицијата. Почитувани, јавноста не само што е вчудо невидена, не само што од обидот за лажна скромност на Пендаровски е цела збунета, туку и за обидот за јавните партиски местенки и игри во СДСМ преку грбот на граѓаните, повеќе не може да верува на овој кандидат. Пендаровски со ова јавно го посочува Оливер Спасовски, неговиот партиски против кандидат, дека не работи и дека безбедноста е порозна и дека низ земјата хараат странски служби. Почитувани, во период кога опозицијата е под силен политички прогон, се вршеа претреси на автомобили, сите се под присмотра и политичко-судски монтиран процес, кандидатот на власта во втор обид, Стево Пендаровски, вели дека низ државата харале, снимале, фотографирале странски служби. Тоа е СДСМ, тоа е матрицата на заевизмот, лага, местенки, посочувања. Ова не е прв пат Пендаровски да биде дел од лаги за партиските борби преку јавноста. Тоа беше случај во 2014 година, кога Пендаровски во лаги ги заплетка и Заев и Црвенковски околу тоа кој со кого разговарал и кој добил подршка за следен лидер. Почитувани, на Македонија најмалку и треба уште еден заевист на функција, одобрувач на заевизмот и на криминалот на власта. Заевизмот ќе биде поразен и тоа добро го знаат. Лагите повеќе не им минуваат. Честита Македонија ќе победи, Гордана Силјановска Давкова е председател кој гарантира право и правдина. Ви благодарам.